Страсбуршките преговори се во тек. За нивното значење за организаторите меѓународната заедница најдобро зборува фактот дека се одвиваат во висок степен на тајност. Јавно не се открива ниту точната локација на разговорите. Се знае само дека се одвиваат овде во зградата на Европскиот парламент. Неофицијалното објаснување кое го доби Алсат е дека ваквиот тип на изолација е за учесниците да не чувствуваат дека се под притисок. И од кабинетот на Хан ни потенцираа дека јавна изјава на еврокомесарот за проширување ќе нема. Најавено е само соопштение за медиумите. За сериозноста со која се пристапува на политичката криза во Македонија потврдува и агендата која во најмала рака е набиена. Прво претседателот на СДСМ Заев се сретна со европарламентарната тројка Ховид Кукан Вајгл. Потоа беше најавен состанокот на Груевски со европратениците и по завршувањето на таа средба, според изворите на Алсат, тој треба да се види со еврокомесарот Хан. По него, Хан ќе го прими Заев. За подоцна некаде околу 20 часот предвиден е состанок во поширок состав на кој меѓународните представници на иста маса повторно ќе ги седнат првиот опозиционер и шефот на владата. Ричард Ховит за Алсат изнесе своји проценки за тоа кои модалитети би можеле да се разгледуваат во текот на средбите. Do you see the ideas of these so-called transitional arrangements as a way forward? Now, I've got to have an open mind, so I don't rule that out. But it is the proposal of one side and resisted by the other. So if I was to say publicly now whether I agreed with it or disagreed with it, that would harm the mediation, it wouldn't help the process. Of course, within the process we explore all sorts of ideas and I enter into it with an open mind. Frankly, I think that's an important thing if we're trying to use our influence to help the process be successful. But it would be very wrong if I were to discuss the content of those talks with you publicly, because that would close down the freedom of the parties to believe they could talk and explore ideas with us within the talks. And so I won't comment specifically in answer to the question for that reason. Беше јасен во пораката дека влоговите се високи и дека земјата многу ризикува со одолжувањето на кризата. Многу е тешко да се одреди дали и каков епилог ќе донесат серијата средби што се одржуваат овде во Страсбур. Секако, многу полесно е да се каже дека денешниот ден ќе биде се само не едноставен и лесен. Со повеќе информации за преговорите во Страсбур, во вестите во 23 часот. За Алсат, Владимир Мирчевски.